Цветин Чилиманов, Никола Србов и Ненад Мирчевски презентираа лаги, клевети, неточни наоди и извитоперени докази за нашите цели и нашето делување. Со ова, тие ја дезинформираа јавноста и го нападнаа угледот на фондацијата. Очекуваме лицата да се извинат и да ги дементираат божебните докази за нивните наоди. Бидејќи клучниот збор во нивната презентација се факти, ќе ми дозволите да подсетам на неколку. Основниот е дека ФООМ никогаш не работела на остварување на политички цели од интерес на било која политичка партија, ниту пак е посветена на креирање кризи и протести за уривање влади во Македонија. Напротив, од основањето од 1992 година до денес, цели 25 години, четврт век, фондацијата е посветена на напредокот на Македонија и нејзините граѓани. Уште факти, ова се само една најминимална селекција. За поддршка на институциите на државата и граѓанското општество до декември 2016 година, фондацијата наменила 145 милиони долари, од кои само 110 се од нејзиниот основач, а останатите 35 долари се обезбедени преку голем број мултилатерални, билатерални и приватни донатори, повторно за напредокот на Македонија и за напредокот на граѓаните на Македонија. Сакаме да ја потсетиме јавноста дека во првите години на осамостојувањето за премостување на нафтената криза и кризата за обезбедување сточна храна во Македонија, нашиот основач обезбеди кредитни пари од 27 милиони долари со многу поволни камати. За да ја поттикне да ја означи независноста на државата. А тогаш, верувајте ми, на почетокот на 90-тите, тогаш тоа беше многу тешко прашање. Значи, за да ја означи независноста и да го поттикне меѓународното признавање на Македонија под уставно име, тој ја именуваше канцеларијата во Фонд за отворено општество Македонија, иако беше основана како Фонд за отворено општество Скопје. Како и тогаш, така и сега. И денес фондацијата е посветена на вредностите на отвореното општество и стратешки определена кон унапредувањето на демократијата, отчетноста на властите и подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните во Македонија. Тоа го реализираме преку поддршка на голем број граѓански организации во соработка, како што веќе спомнав, со државни и јавни институции и од централно и од локално ниво, и со нашите партнерски организации. И тоа повторно со средства не само на нашиот основач, туку и на многу други донатори. Секоја година, приближно 13% од нашиот годишен буџет, или околу 800.000 долари, се слеваат во државна каса, на име даноци и придонеси кои ФООМ и нејзините грантисти, почитувајќи ги законите, редовно и уредно ги плаќаат. И сега, овие тројца кои наводно формираат движење, наместо одговорно и доследно, со консултација на повеќе релевантни извори, како што доликува на аналитичари, наместо да ги истражат фактите и формираат кредибилно мислење, за кое ќе може евентуално и да се дебатира, како што тоа доликува во една демократска средина, во услови на најдлабоката политичка криза и огромната несигурност кај граѓаните. Тие презентираат божемни наоди во кои манипулираат со нецелосни и бесправно добиени податоци. Податоците, дополнително комбинирајќи ги по свое наоѓање и само ним познати цели, а охрабрени од нарачателите за кои одработуваат, ги презентираат во јавноста како факти. И при тоа ја оцрнуваат работата на оние со чие мислење токму тие
не се согласуваат. Единствено нешто што е точно од нивната презентација на податоците се само тоа дека податоците кои се презентирани се делчиња од нефинални, нецелосни и што е уште позначено необјавени финансиски податоци за 2016 година. Фондацијата ја користи оваа прилика да информира дека подготовката на завршната сметка е во тек и дека како и секоја година до сега, од почетокот на работата во Македонија, има намера повторно уредно да ја достави согласно законскиот рок на 31 март. Во подготовка е и завршниот извештај за 2016 година и исто тој, како што е тоа веќе восстановена пракса кај нас, согласно законските прописи ќе го објави не подоцна од 30 април оваа година. И сега, најнакрај, во согласност со вредностите за кои се залагаме, во согласност со своите основачки акти и политики за добро управување, и што е најважно со почитување на важечките законски прописи во државата, ФОМ ќе продолжи во иднина редовно, навремено и во целост да ги информира не само државните институции, и туку и јавноста, како за своите цели, активностите, така и за потрошените средства за имплементација на истите. Што ни останува? Ни останува да се утврди чија е намерата преку нецелосни и бесправно добиени податоци и со нивна злоупотреба во оркестрирана хајка против прогресивните граѓански гласови, да се дискредитираат и да се оцрнат во јавноста не само фондацијата, туку уште поважно, туку и работата на докажани независни организации со кои оваа фондација и многу други донатори соработуваат и ги поддржуваат согласно нивните стратешки определби. Да завршам, од Цветин Челиманов, Никола Србов и Ненад Мирчевски очекуваме да се извинат и да ги демантираат божемните наоди и докази.